целта на вечерашната трибина, насловена Историја и идеологија на ВМРО, е да покажеме дека со особена чест и со особена гордост гледаме кон нашата историја назад во времето. И со особена чест ги славиме нашите револуционерни ликови, кои што имат особено голема заслуга во создавањето на нашата држава и нашиот национален дух. Тоа е од особено значење, исто така за подигнување на свеста и моралот, особено на младите луѓе, кои што се иднината на нашата држава. Иницијативата за одржување на овие трибини доаѓаат од председателот на Унијата на млади сили Диме Спасов. Која е целта? Целта е оние млади членови кои што ни приоѓаат во партијата да се информираат околу основните постулати на демохристијанската идеологија и впрочем да ја осознаат елементарната историја на историското ВМРО и историјата на ВМРО ДПМНЕ. Втората наша цел е да направиме фузија меѓу ветераните основачите на ВМРО, затоа денеска меѓу нас го имаме Драган Димишков, првиот председател на УМС, господин Звонко Станковски, првиот технички секретар на партијата, кој што во раните 90-ти ја поставува оваа партија, да размениме мислење, да размениме ставови, да размениме искуство, но ако треба да добиеме ние од УМС некој совет од ветераните. Значи, нашата цел е спој на минатото и на иднината, односно на силата и на умот. И верувам дека со таков спој ќе се постигнат високи резултати. Уште да прашуваме колку ваквите трибини носат кон зајакнување на националниот свест и националниот дух кај македонците, со оглед дека претпоставам дека не сте фокусирани само на членството на ВМРО, туку прочим и на целата млада популација. Апсолутно, во нашиот народ има една поговорка дека каменот го тркала секој затоа што нема корен, а дрвото не може, бидејќи има длабоки корења. Токму тоа. Значи, новите трибини не се добредојдени само членовите на ВМРО ДПМНЕ, туку секој граѓанин кој што сака нешто повеќе да слушне за историјата на историското ВМРО. ВМРО всушност припаѓа на секој македонец без разлика на неговата идеологија и да, имате право, тоа е нашата цел да во свеста на секој наш граѓанин остане барем елементарни знања пред се за вредносниот систем на нашите предци, во што верувале, како се бореле и зошто ова го имаме денеска, на кому треба да заблагодариме.